Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Македонската филхармонија вечерва во домот на АРМ ќе одржи концерт насловен Магичната Ана Дурловски. Оркестарот ќе биде под водство на познатиот бугарски диригент Емил Табаков, а како солист ќе настапи македонскиот сопран и добитник на највисоката оперска награда во Германија Фауст Ана Дурловски. Со својот уникатен музички израз и спектакуларните можности на нејзиниот глас, Дурловски ќе го отпее концертот за колоритен сопран и оркестар од Райнхалд Глиер, единствениот од таков вид во светската музичка литература. На програмата се и балетската музика Валпургиската ноќ од Чарл Гуно, увертира кон операта Набуко од Джузепе Верди, како и симфониската поема Вретеното од Омфал од Камии Сен-Санс, која премиерно ќе биде изведена во Македонија. Боби Кристина, ќерката на покојната пеачка Витни Хјустон, е бремена и е во очекување на своето прво дете со вереникот Ник Гордон, кој е посвоен син на Витни. Ник и Боби Кристина се вериле пред 4 месеци, а сега се шпекулира дека очекуваат и принова. Пријателите на Боби Кристина биле загрижени за неа, бидејќи сметаат дека со незините 19 години си уште не е подготвена да биде мајка. Тие сметаат дека Кристина цело време е во депресија поради шокот кој го доживеала пред 1 година, кога незината мајка Витни изненадно почина. Шкотската пеачка Емили Санде е добитничка на главната британска награда во областа на популарната музика Brit Awards, и тоа во 2 категории – за најдобра пеачка во Велика Британија и за албум на годината. Емили Санде победи во конкуренцијата на починатата Еми Вајнхаус, која иста така постхумно беше номинирана за титулата најдобра пеачка. Бен Хауард ја доби наградата за најдобар нов изведувач и за најдобар соло музичар. Синглот на Адел Skyfall е прогласен за најдобар сингл за 2012 година, додека Coldplay добија награда за најдобра изведба во живо. Адел беше спречена да присуствува на церемонијата, бидејќи се подготвува за настап на доделувањето на најпрестижните филмски награди Оскар, кое што ќе се случи на 24 февруари во Лос Анџелес. По триумфот минатата година, кога времето за нејзиното заблагодарување беше скратено поради временското ограничување, Адел годинава се обрати преку видеопорака. Церемонијата се одржа во лондонската арена, а шоуто го отвори бендот Muse, покрај кој на сцената како гости на церемонијата се појавија и Роби Вилјамс, Тейлор Свифт и Џастин Тимберлейк. Сите победници добија статуетка изработена од познатиот уметник Демијан Хирст. Метју Меконахи наскоро ќе ја испромовира првата модна линија која ја има дизајнирано, а која го носи името JKL. Името доаѓа од неговата добротворна организација Just Keep Living, а станува збор за спортска облека за која добил инспирација од секојдневниот активен живот. Не сакам да се пресликувам по 100 пати на ден. Сакам да облечам ништо што ќе го носам 12 часа на мене. Не сакам формална облека, па затоа се решив модната линија да ја направам по мене и понашто јас го сакам и ми треба, рекол познатиот актер и додал дека неговата облека е наменета за мажи кои се чувствуваат сигурно и секси кога се облечени во фармерки и мајца. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.